Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови во Македонија, во својата централна област биолошка разновидност, помага проекти за зачувување на разновидноста во Македонија, која што е глобално значајна. Затоа што сите видови на растенија, животни, флора и фауна, се важни од секаков аспект на било кој дел од планетата. Во случајов се работи за заштита на мариовската пчела, така наречена мариовска пчела, која што во Македонија се помалку и помалку е застапена. Сдруженијето на граѓани ја одгледува мариовската пчела на начин на кој што нема да ја загадува животна средина, органски. Со тоа се заштитува видот, а сдруженијата на граѓани, овие и наредните, ќе имат можност да остварат одржливост од проектот на тој начин што ќе ги продаваат производите добиени од пчелата, апикултурата во случај. Направени и како еден обучен центар, се планира наскоро да биде и целосно завршен, во кој што Сдружение на граѓани или други нивни членови би дошле тука, за неколку дена би добиле обука како се врши пчеларството, како се изведува пчеларството и органскиот начин на пчеларство, со што тие би можеле да земат и матица и основа за пчелно семејство, и во својот дел од државата, од кај што потекнуваат, можат исто така да ги одгледуваат, ке знаат како да ги одгледуваат и со тоа да го зголемат бројот на пчелите, а и да имат своја одржливост. Се надеваме дека овој проект, очекуваме овој проект, ќе најди на се поголем прием кај Сдруженијата на граѓани, ќе може да се реплицира. Од друга страна, за да пчелите можат да произведат мед, треба да се пошумат медоносни растенија. Со самото нивно одгледување или природата во која што се наоѓаат, се добива и поголема биолошка разновидност од растителниот дел, што значи медоносните растенија спречуваат ерозија, а и даваат храна за пчелите. Пред 3 години во 2006 година од Глобалниот еколошки фонд програма за мали грантови јавно беше објавен тендер за поддршка на проекти кои ќе се занимаваат со заштита на автохтони раси и видови на домашни животни и растителни видови. И така започна идејата на овој проект. Ние како Сдружение на граѓани, Сдружение на производители од Ранковци во село Петралица припремаме еден концепт за проект заштита на мариовската раса на пчели, го доставиме до единицата за поддршка на мали грантови до Глобалниот еколошки фонд и тој ни беше одобрен. Со самото одобрување пристапивме кон припремање на детален проект како ќе се реализира целата работа. По завршувањето на 2 месеци, значи, бевме информирани дека сите процедури ги спазивме, бевме информирани дека проектот за мариовската раса на пчели ни е одобрен и влеговме меѓу првите 9 проекти, значи, кои одобрени од Глобалниот еколошки фонд, односно од
националниот управувачки комитет фактички кој го менаџира овој фонд. По одобрувањето подпишавме договор со Глобалниот еколошки фонд и почнеме со реализацијата на проектот. Од самиот проект, покрај пчеларников, кој имаме прилика денеска да го видиме во детали, беа изведени и други пропратни активности, затоа што овој крај некаде околу 30 на години е запустен и од 330 куќи сега нема скоро ни една куќа, само имаме 3 куќи во овој регион на Боровско мало, каде живеат по двајца-тројца, другиот дел е скоро комплетно иселен. Со одобрувањето почнавме прво со изградба на инфраструктура, во мал дел ни помогна и општина Ранковци, градоначалникот, изградиме во средна Петралица од школото до Калчинскијан 1,5 километри патна мрежа, тука изградиме во Боровско мало 2 километри патна мрежа и ја дотеравме со машина со булдожер локацијава кај што е сместен пчеларникот. Исто имавме предвидено средства, извршивме потребување и пошумување на локацијата. Во околинава на пчеларникот посадени се негде околу 3 хектари, багрем, липи доста посадивме, но поради сушата која не зафати точно во тој период, липите беа изгубени, имаме само некаде околу мал број на растенија, а багремот по прилично голем број веќе е прифатен. Ние без разлика на тоа што не спомнав проектот, веќе е завршен во 2008 година, направиме 4 обуки, тука се обучени над 40, одгледувачи на пчели од различни региони, од Скопје, од Кавадарци, од тука сама Петралица, од Крива Паланка, Оваа година обучиме уште 2 групи, без проектот, работите продолжуваат. Изградена е сала, која ќе имаме прилика да ја видиме, се е од природен материјал, камен, кал и малце имаме бетонска конструкција која е прилично голема. Не успеавме да ја завршиме поради тоа што беа, мислам, средствата не стигна доволно, пошто имаше големи инвестиции во патната инфраструктура. Во процедура е изготвувањето на сега детален план кој истото е пријавено со поддршка исто од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство како органско село Петралица, на Глобалниот еколошки фонд што го бараше, фактички ова здружение на некој начин успева тоа да го продолжи и самото одгледување на мариовската раса пчели да стане одржлива. Понатака обврски што треба да ги завршиме према законите на Република Македонија и европските закони е зачувување на оваа раса пчели мариовска, која е автохтона раса, единствен вид во Република Македонија и во светот, оваква пчела не е најдена до сега, таа е заштитена во Сдруженијето на пчелари во света Апимондија, исто и на сославенските држави Апиславија, Ние понатака сега во припрема сме, да подпишеме еден договор со надлежна институција од Република Македонија, по можност и од Европската Унија, како оваа пчела понатака да заштитиме, да ја регистрираме и да ја одржуваме и одгледуваме во чист вид, односно раса на пчели. Тоа мислам дека ќе го постигнеме, затоа што очекуваме прилив на средства од европските фондови, од исто македонската влада, да помогне во овој дел на зачувување. Во припрема е и програма за заштита на автохтони раси и видови, кој се надаме дека оваа година ќе биде освоена од владата на Република Македонија и ќе стапи на снага, према која се предвидува одредени стимулации во зачувувањето и заштита, одржување на автохтоните македонски раси, видови